Кирил и Методи од Скопје. Дипломира со највисока оцена 10, трубач кој што се памети за најдобар дипломски испит во областа на трубата. Името на Република Македонија и на Кавадарци лично јас го понесов во Европа во најдобро можно светло. По дипломирањето се вратив во Кавадарци, иако имав добиено понуда за работа во Норвешка. Како педагог потруба успешно работев со моите ученици кои зборуваат за највисоки признанија во државата и во Европа. Донесов признаница за најуспешни изведувачи на труба на меѓународно ниво. Работев и на проектот од УСАИД за новото музичко училиште, кое доби $35,000 за реконструкција за новата училишна зграда. Јас лично не осетив чизмата на диктатурата, бев избркан од работа. Донесов донации од неколку музички училишта од целиот свет, неколку музички инструменти и музичка литература во вредност од $700, а како награда за тоа од градоначалникот и директорката добив бркање од работа. Да не зборуваме за психолошкото малтретирање на колегите од образованието од страна на директорите, за оние кои што не се истомисленици како нив, а се успешни и квалитетни педагози. Наместо знаењето да го пренесиме на оние кои што му е потребно, учениците, ние станавме дел од бирократската машинерија. Партиските вработувања направија хаос во образованието и ги уништија сите шанси на младите во основното и средното образование во Кавадарци. Непотизмот царува во образованието во Кавадарци. Например, директорката на музичкото училиште си ја вработи својата черка. Секретарката си го вработи својот син и својата снаја. Исто и во Тошо Велков бебето директорката својата внука си ја назначи заменик директор. Координаторот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ се ја вработи исто и својата черка и така натаму и градоначалникот својот баџанак си го стави директор на Гоце Делчев. Така да образованието им е доверено на партиски послушници кои што не се компетентни за својата работа. Ги влечат по контрапротести представени како незадоволни земјоделци или социјалци и тоа во работен ден. Како тие професори ќе ми бидат пример на учениците? 7 години поминаа од воведувањето на компјутерите во училиштето. До денес поголем дел се неупотребиви, а родителите плаќаат од својот джеб за одржување на нив. А тоа некој дебело профитира. Да не зборуваме за нестручните учебници кои што го направија хаос во главите на младите деца. Со таквиот однос на оваа власт кон образованието ќе има долготрајни последици врз образовниот систем на нашите и на идните генерации и врз нивниот напредок. Затоа јас решив да го кренам својот глас и ги повикувам сите млади образовни кадри, посебно кадри вработени во училиштата, да не се придружат на овој